Шај голем ќе направиме еден, ќе свртиме и ќе се вратиме овде. Баш. Ма ќе треба да носиш ти и овие работи. Нема проблем, ќе ти ставам на мес. Ама Малце да не прими камерата. Да, Се бива денеска, кој знае, се може да прави. се може денеска, има многу добри програми. Да. Ова ќе оставам на мене. Некако како за дожд се спрема. Па то ти велам, овие доблаците се гледаш онде празни, ама над нас да може да му текне од нигде никаде. 2-3 пати ќе слушаш громатерица. Ето да не направи, И баш, ама некој на цртаните кога ќе го мани громот. Само очите се гледаат. Цртани. Нешто сега да побараме некоја канта за ѓубре, да ги да го фрлам ова. Не онде има. Ајде да одиме полека. Почитувани YouTube пријатели, срдечен поздрав ви спреќам на сите вас кои го гледате каналот Австралијски живот. Од овде, од Сиднеј, од далечната Австралија, јас сум Радко, а денеска со мене е мојот стар нов гостин Александар. Здраво. Како си денес? Добар сум, е. Ќе рече тебе и пак овие од Австралија се јавија. Да. Имавме доста прашања, доста гледаност на прошлото видео, па односно минатото видео да видам по да се изразам македонски. Се надам дека не му досадуваме на луѓето, ако кажете ако сме досадни ќе намалиме. Да. Ќе прекинам со снимање дефинитивно. Да. Моментално се наоѓаме во еден локален парк и едно преубаво место најдовме по некоја минута слободно време со Александар. Во првото видео ни објасна многу убаво за австралискиот стил на живење и добив многу комплименти за Александар и така да се одлучив пак да го поканам и одвои време да ми биде мој гостин. Александар, денеска сакам да проговориме за растење деца во Австралија. Мислам дека беше една многу интересна тема која требаше да се разработи многу порано. И мислам дека најкомпетентни, најнадлежни сме луѓето како нас, како тебе, како мене, родители кои може да кажат збор-два за растењето деца и трошоците овде во Австралија, значи за сите луѓе кои сакаат да дојдат во оваа земја и за сите луѓе кои планираат да имаат деца во Австралија. Кажи ми какво е твоето искуство генерално на почетокот со твоето синче? Па вака, значи, да кажам неколку збора, значи јас сум веќе овој месец точно 8 години тука во Австралија. Син ми е моментално 6 години, значи втората година од кога дојдов се роди. И можам да кажам дека системот им е добро смислен тука. Има различни опции во зависност од приходите, колку самата држава има ставено одредени како од толку до толку пари ако заработува, ако има влез на прилив на пари. Има една цена, ако да речеме ќе бидам конкретен. Во споредба со приватните и со државните училишта, значи да разграничиме, има два вида училишта, приватни и државни. Благодарам што ме надополни. Значи има два типа, има приватни и државни. Обично приватните се дефинитивно доста поскапи, а тие што се како паблик, како да кажам, јавни училишта, тие се по-пристапни за по-голема маса на луѓе. Има доста стигма тука во Австралија, многу луѓе преферираат да ги испратат своите деца во приватни школи пред се. Најголем, мислам... Зошто мислиш дека владата стигма за приватните училишта? Па пред се мислам дури има католички школи што ги викаат тука Catholic School и тие се специфично ги учат спрема можам да кажам по црквата, по-традиционално. А што се овие јавните школи се повеќе како да речем се одат спрема културата што многу наши луѓе не се сложуваат, да бидам конкретен спрема генерално поголемите маси одат во јавните училишта. Да. Меѓутоа, македонците конкретно многу имам слушнато вака од луѓе што имам правено муавет дека
преферираат да е врзано со било каква црква, пошто начинот на размислување како ги учат децата не ги вклучува тие нови некои норми во, мислам, не се тие нови норми, например тие бракови од ист пол и такви работи. Конкретно за тоа доста македонци преферираат да ги пратат во приватни школи за да се избегне тој начин на учење. Пошто како што знаеме кај нас тоа не е вградено, а тука е веќе како некоја нова норма. Точно, значи може да се Да. најди било кое дете во тие јавни училишта. Да, и некои работи и не само тоа, него и тешко е како да се објасни, например, како ќе му објасниш на детето. Например, има доста родители, например, што се со, да речем, од ист пол двајца родители и сега доаѓа детето дома и те прашува: мамо, тато, како е ова можно, знаеш, да сосема спротивно е на тоа што ние сме ги учели и е тешко како да им се објасни. Како да ги најдеш правите зборови и дали. Тоа се тие неколку разлики кога го носите вашето дете тука. Според мене најбитно е, иако тука учи детето, ако планирате да доаѓате во Австралија, да ако можете барем на почетокот, барем кога ќе почне со школа, значи децата овде почнуваат да учат од па добро, може и дури од 6 месеци ако сакате, како кај нас што има јасли, мали, големи групи во градинките. Обично од мала група како што почнува кај нас, еквивалентно овде исто почнуваат. И Значи, кога што те разбрав, јас прво луѓето гледаат да одат да ги запишат децата во приватни училишта, пред тие јавни училишта, пошто пред се влада и тој либерализам во тие јавни училишта. Овде кој што знаеме во Австралија може да има, само да помени овој авионот. Во Австралија, кој што спомна и самиот, има истополови бракови. Значи може да бидат, сега да не ме сватат луѓето погрешно, ние немаме ништо против тие работи, ти нека си прават што сакат во тие нивни 4 зида, али кога се работи лично за мое дете, верувам и твоето дете, ние не сме спремни да дискутираме за децата за било такви работи. Точно така. Се поставува прашањето дали сите можат да ги дозволат, да си дозволат тие приватни училишта во Австралија? Да, значи дефинитивно цената експоненцијално, да речем, се зголемува, пошто моето, например, лично моето дете оди во јавно училиште. Сега вика дека некои јавни училишта биле сосем солидни. Да, и има разлика, значи има голема разлика, ама меѓутоа ништо не е напишано црно со бело, може да има и од тоа и од тоа. Сега тоа е прашање како ќе ти се погоди. Може многу луѓе да ти кажуваат и баш таа генерација, таа нова година се погоди да пак да стават некои нови норми и да ги променат одредени работи. Сега ќе ти кажам еден конкретен пример за мене. Јас имам значи татко на 3 малолетни деца и едно возрасно, значи двете малолетни деца кои одат во да кажеме едно полуприватно училиште. Да се вратиме на назад, пошто имаме многу голама таму. Може така. Значи во едно полуприватно училиште ги пушта моите деца. Зошто велам полуприватно? Пошто е под црквено училиште. Не се работи за православно, се работи за католичко, али многу луѓе знаат да постават и некогаш глупави прашања. Дали сте вие католици? Значи не мора да бидеш католик за да одиш во католичко училиште. Ние задржуваме сепак православната вера. И изборот беше да се пушта децата во тоа католичко училиште, пошто мислам дека нашите вредности се најблиску до нивните сваќање, разбирање и така натаму. Сега конкретно ние плаќаме за 2 деца во тоа црквено училиште околу 300 и нешто долари на 2 недели. Значи 300 нешто, значи околу над $600 месечно. За децата и значи може да се направи една математика колку ќе излези то годишно.
Да. Еден дел, мислам дека 50% од трошоците ги презема училиштето и 50% ги преземат родителите. Какво е твоето искуство со трошоците во тоа училиште? Па јас сега ќе се наврата малце наназад, ова што го кажував, значи тоа приватни и јавни училишта, тоа почнува некаде од 4-та до 6-та година може да почна таму, а претходно има како прискул го викаат, тоа е предшколско. Односно кај нас во Македонија би било мала и голема група и забавиште веќе почнува во школа. Прискул, градинка, ние може да требаше да почнеме со градинката. Да, на да. почетокот. А овде киндергарден го викаат забавиште, малце се, не знам зашто така. И сега во тоа мојот син каде што одеше почна приватно ствари, приватна градинка, пошто таа ни беше физички најблиску и сега некогаш многу често ние што сме родителите и бираме место каде што ни одговара со нашите секојдневни активности, за да не мора да патуваме, да речеме, по половина сат и повеќе само за движење до школата и назад, пошто ненормално го намалува она, како да кажам, тежината на секојдневните обврски. Далеко ти училиштето, извини? Не, околу 2 минути со кола, пешки некои си 10 на минути, како што е и нормално и во Македонија, верувам. Сега, кога го запишав јас, нашите тогаш примања беа од 0, значи до 95.000 ако ти се примањето, ти помага државата со 85% од тоа што го плаќаш. И ако е приватна школа, значи доста ти помага. Меѓутоа има еден проблем што тие 85% беа до $240 на ден. Значи се што е над тоа пак оди од џеб. Значи до $240 ќе ти помогна со 85%, што е, не знам, да речеме околу $30. Меѓутоа, ако школата е да речеме $280, тие екстра $40 пак од џеб доаѓаат и пак ќе ти биде. И ја го носев син ми, ние имавме среќа пошто мојата баба, односно мајка на жената, таа можеше да и ние само го пративме нашето дете чисто за да оформи некои социјални кругови, да се социјализира со други деца, како е единствено дете, да му помогне да се вклопи во систем. Тоа ми беше наредното прашање, како се вклопва детенцето дека со македонски родители кои нормално дома зборат македонски јазик, како се вклопва во таа средина со англиски јазик и англиски дечина? Да, значи сега како што живееме нели во нашето време, доста од децата сега и јас не сум исклучок, нели имаат можност да гледаат YouTube и тоа и одредени канали што се само за деца. И тој веќе имаше веќе сретнато со англискиот јазик и веќе кога почна во школа веќе го оформи тоа, многу брзо се снајде, се научи да се комуницира. Единствен проблем, пошто иако ние зборуваме на македонски, тој не разбира, ама не враќа никогаш, многу ретко нешто да каже, само за минимално некои одредени зборови кога е гладен. Ретко враќа на македонски. Да. Значи скоро сите горе-долу ги имаме буквално само за јадење кога точно. Значи буквално само за јадење, пошто тоа му останува вакво, тоа го сакам јаболко и ќе рече јаболко. Или сакам месо, ќе рече месо. И само тие неколку зборови што се ептен што него го афектираат лично. Знам дека тоа не е баш како што треба. Многу луѓе ќе ни скритикуваат, ќе речат родителите точно. Нивна е вината, децата не знаат да зборат македонски, али до одредена мера не можам да се сложам, пошто на тие деца било кај да се мислам дете како дете кај да порасни, тој јазик кој се збора на дневна база, во случајот на децата овде во Австралија, јас верувам дека тој јазик му иди по автоматика, му иди по природно. Да. Значи децата се адаптираат врз база на условите што се поставени за нив. Истото важи и за возрастни луѓе и за нас како сме се адаптираме во нова средина во Австралија. И истото важи и за децата. Значи на нив, ако на детето му треба да се снајде да искомуницира со другите деца, со наставниците таму и со било кого, ако веќе тоа е потреба,
тие тоа го учат сакат или не за нас. А сега македонскиот само за да комуницираат со нас и знаејќи дека и ние разбираме англиски, тие стално ќе го најдат наједноставното решение за комуникација наместо да се мачат со македонски, што не им доаѓа природно едноставно, пошто многу мал процент од луѓето што се во комуникација, да речеме помалку од 5%. Добро, нормално сега имаме и пријатели што доаѓаат и све, ама дури и пријателите што се вика и тие дел од нив веќе почнуваат и тие да мешаат со македонски англиски. Сега во мојот случај баби дедовци Да. немаме, значи една од работите кои може да кажем и не размисливме толку многу пред да дојдеме во Австралија. Да. Обично овдешните дечина, Да. 3-4 дедовци, 3-4 баби, Да. ги пратат нон-стоп по фудбали, по утакмици. Да, па мојата баба, еве да речам, таа цело време зборува македонски, без нејзиниот англиски не е толку добар. И тоа доста помага него. И сега детето моје, значи, воопште не отвараше уста. Многу голема разлика направи што ние кога отидовме во Македонија и веќе тој имаше комуникација со македонски дечиња и веќе тој свати дека сега наеднаш тој јазик е потреба, не е веќе како нешто што може да го знае, може да помине без тоа. Сега наеднаш стана дека веќе сите тоа го разбираат и го комуницираат. Наеднаш стана потреба и детето си се опушти, почна да комуницира полека. И веќе кога се вративме сега во Австралија повторно, веќе се осеќа разлика, веќе сложува реченици и враќа на баба му, сакам тоа, така. Сега пак не е совршено, ама што почесто одиме, да речеме, во Македонија, што повеќе се концентрираме на тоа движење, толку во Македонија, Австралија и назад, толку подобар му е речникот, повеќе заинтересиран за Македонија, повеќе станува македонец на некој начин. Нормално, да. Ова да не почне да врне, се извинувам. Па ако заврни ќе се скриеме. Ќе најдеме место, да. И така, значи следно што би сакал да кажам, значи во школата каде што одеше, конкретно првото школа, значи од неговата втора година го пративме 3 дена, другите денови баба му го чуваше. Тоа е голема помош. Да, огромна помош, значи без тоа многу луѓе се одлучуваат да не го носат детето во градинка или во школа, пошто нивната плата е еквивалентна со колку што плаќаат во школа, во голем број случаи повеќе, например. И жената повеќе се исплати да седи дома, барем ќе го посвети целото внимание на децата. Точно. А со една плата, како што кажа во претходното видео, сам малце ќе се надоврзам на претходното видео и тука да побием една стигма. Пред да се надоврзиш на претходното видео, ќе морам да потенцирам за луѓето да знаат дека баби дедовци во мојот случај, јас лично тука, значи за мене, немаме тука во Австралија, да знаете дека баби дедовци кои можат да ви гледат дечината е огромна помош. Огромна помош, да. Комплетно се сложувам со тоа, пошто во туѓа земја сте се кошта и ова кошта уште и можеби и дупло повеќе него што, пошто ќе треба да тогаш со пријатели, со други луѓе, а во исто време сите работиме, така од сабајле до 5 часот сите сме на работа. И едноставно мораш да платиш некој да ти го чува детето, што пак ќе речам, тоа е ако без друго 80 до 90% може да биде од едниот родител што една цела плата може да отиде таму. Конкретно со 3 дена, почетно колку што ние плаќавме беше $165 на ден, значи 3 дена тоа би било околу, како му да е, околу... Ова сега за основно училиште? Или за градинката? За градинка, значи предшколска возраст. Тоа е да речеме тој почна од неговата трета година на кај четврта. И одеше до неговата пета, значи 2 години, 3 пати неделно одеше во една школа. Значи плаќавме 165, да речеме 4 недели, тоа се 12 до 13 дена. И сега рачунете $165 како што плаќав, до $140 ми плаќа $25 плаќав, дека ни помагаше државата 85%, пошто ние заеднички со жена ми тој период
немавме голема заработка, беше баш после ковидот. Значи до 85%. Да, до 95.000 Купна вкупна заработка, добро? заработка во домот. До 85 и сега се намалува, мислам дека од 95 до 100 и 130 мислам дека беше е 65 и се намалува како Имат бракети. Има бракети, сега не ги знам, ја лично знам за мојот случај. И така, и сега пак тоа не беа мали пари, значи пак ти помага државата како што кажав до $140, плаќаш 25 и се што е како го кажуваат Texas екстра 25 пак му доаѓаше некаде како $60 и сега пошто нели после ковид знаете како цените расте и ќе добиеме еден ден имейл на секои 6 месеци се извинуваме, тешко е да најдеме луѓе, тешко е ова, мораме да ги кренеме цените. А од друга страна па државата не го крива тој приход на помош над до 140.000, до 140, се извинувам, до $140, не го крева тој, а овие го креваат цената и дојде до некаде 70 и неколку $76 мислам на ден. Значи по тоа се 13 дена му доаѓаше некаде околу 800 до $1,000 така нешто месечно плаќавме само за тоа. Значи за 3 дена да се социјализира детето $1,000.